Честите инфекции секако може да бидат проблем. Значи, прво може да се појави така наречен дискомфорт, значи една непријатност кај жената доколку често има вагинални инфекции. Многу често вагиналните инфекции заради природата на органите, нели истекувањето на секретите оди према вулвата напред и може да има чешање и надворешно пациентките како прв некаков си симптом. Меѓутоа, најчесто причината треба да се бара во вагината, значи да се докаже постоењето на одреден причинител, значи само лекувањето локално, многу често тоа што го прават жените ако не додат на гинеколог и не земат микробиолошки брисеви, ќе им ги олесни симптомите, меѓутоа нема да ја излечи инфекцијата. Она што е битно и за честите, меѓутоа и за симптомите што ги имаат, а некогаш и за инфекциите што не даваат симптоми, е тоа дека кај жената имаме асцендентен пат на пренос на инфекцијата, значи од вагината инфекцијата може да се пренесе према грлото на матката, па после внатре во самата матка, па после да се пренесе во тубите, да се пренесе во јајниците и на крај преку отворите на тубите да се пренесе во абдоминалната празнина. Во зависност од тоа, имаме инфекции што различно се викаат, различно се класифицираат. Значи имаме вулвовагинит како она најчеста надворешна инфекција, меѓутоа има и цервицит, ендометрит, салпингит, оофорит и тубооваријален абцес, односно пелвична инфламаторна болест. Сите овие, доколку не се лекуваат, може да доведат до промени и понатака до, да кажеме, органски пореметувања, од кое што најсериозно и да кажеме, често проблематично и мора да се лекува во болнички услови е таа пелвична инфламаторна болест, која што може да ги залепи и органите, да ги залепи и тубите да станат непродни и таа жена понатака да се сретне со проблемот на инфертилитет. Она што постои е тоа дека има и тие дел од асимптоматските инфекции, кои што уствари немаат многу симптоми и за тоа треба да се тестираат независно од симптомите. Например, во Европска Унија, во овој дел на светот, се препорачува да, од кога ќе започнат со сексуална активност, негде во периодот од 16 до 18 години, доколку почнат, или во периодот од кога ќе започнат, да се прави скрининг за хламидиалната инфекција, затоа што таа не дава толку многу симптоми, а влијае, да кажеме, во однос на тубите поготово, да доведе до понатамошно појава на стерилитет. Поготово ако постојат симптоми, апелирам и до сите, значи, жени да не пробуваат сами да се лекуваат, него да го посетат својот гинеколог, да земат брисеви и понатака да се третираат согласно антибиограмот доколку тој постои. Во денешно време постојат и разни препарати, знаеме дека pH-то на вагината, односно постоење на тој микробиом вагинален, треба да е во таа граница во која што е измеѓу 3,8 до 4,4 pH, значи во една кисела средина, каде што растат тие, условно речено, нормални сапрофитни бактерии, тие лактобацили, кои што ствари го штитат организмот од другите микроорганизми. И тоа ниво може да се одржува некогаш со помош и на препарати кои што не содржат антибиотска терапија, меѓутоа содржат како што пиеме пробиотици, да кажеме, кога пиеме антибиотици, така постојат и вагинални препарати кои што служат да нормалната таа вагинална флора се појача, да pH-то на вагината биде во тие некои нормални граници и на некој начин одбрамбените сили кои што ги има женското тело, значи женските генитални органи, се појачаат со доведување во некои вредности кои што се физиолошки.